Почитувани, политиките на Мицкоски може да се опишат само со еден збор – лага. Ветуваше дека ќе го врати името, дека ќе го поништи Преспанскиот договор, дека никогаш нема да изговори Северна. Излажа. Јавно кажа дека доколку се открие поврзаност помеѓу ВМРО и Агенцијата за обезбедување во дискотеката Пулс во Кочани, дека ќе си поднесе оставка. И за тоа излажа. Велеше дека како советник на Никола Груевски работел про боно, уште една лага од Мицкоски. Рече дека трајно ќе се повлече од политиката ако се појават мигранти, односно економски работници. Излажа и за тоа. Ветуваше повисоки плати и подобар живот за граѓаните. Се лага до лага. Зборовите на Мицкоски не значат ништо. Како што лаже за името, сега лаже и за ЕУ. Неговата измислена приказна за влез во Европската Унија без право на глас пропадна. Христијан Мицкоски многу лаже. Еврокомесарката за проширување Марта Кос предупреди за токсични влијанија на Русија и други и испрати јасна порака во името на Европската Унија. Нема место за тројански коњи. За жал, Македонија денес има токму таков пример со ВМРО, со нивниот вице-премиер кој има средби со ноќните волци на Путин, со врските со Москва, со нивната сестринска партија СНС и со кинески пари. Европа не прифаќа тројански коњи во своите редови. Граѓаните знаат, европската перспектива на државата е реална и е достижна. Но Мицкоски ја турка Македонија во изолација. Само лаже дека сака членство во Европската Унија, не сака во Европа. Сака изолација за да продолжат криминалните тендери. Се кај Мицкоски е лага. Ви благодарам.